Молк во СДСМ по се погласните најави дека ВМРО, ДПМН и ДУИ може да постигнат договор за влада. Благој Бочварски од СДСМ е воздржан во оценката дали неговата партија ги прифаќа сите точки од понудената платформа на албанските партии. Ние веќе се изјаснивме дека мандатот за составување на владата го има ВМРО, ДПМН, нека се изјасни по таа платформа. Ние кога ќе го имаме мандатот ќе се изјасниме по платформата. А во колку барањата кои што ги поставија албанскиот блок се совпаѓаат со вашите ставови во однос на двојазичност и децентрализација? Се што имаме да кажеме, ќе кажеме во моментот кога ќе одобиеме мандатот кој стои на влада. А каков е ставот на Социјалдемократскиот сојуз по оние барања на платформата за можно менување на химна, грб или евентуално уставот на Република Македонија? Се што имаме ќе објавиме во моментот кога ќе го добиеме мандатот за составување на влада. Преку платформата се бара официјален албански јазик на целата територија на државата, решавање на спорот за името, па дури и промена на химната и знамето. ВМРО ДПМН веднаш се изјаснија дека за нив барањата наведени во документот се неприфатливи. Во меѓувреме тече рокот за формирање на нова влада откако мандатот му е даден на Никола Груевски како лидер на партијата, која освои најголем број на пратенички мандати. Од ВМРО ДПМН и од Демократската унија за интеграција како победник во албанскиот блок велат дека преговорите за нова влада ќе стартуваат деновиве, но и двете партии на преговарачката маса седнуваат со веќе јасни и спротивставени ставови во однос на две прашања: двојазичноста и мандатот на специјалното јавно обвинителство, кои како услови за формирање влада ги постави Али Ахмети. Од ВМРО ДПМН велат нема да дозволат уставни промени со цел воведување на двојазичност на целата територија на државата, а СЈО е наменска институција која се политизира. Не би го менувале уставот по никоја цена, особено не ако тоа е прашање за воведување на двојазична држава на целата територија. Ние немаме мандат од нашите граѓани тоа да го направиме. И втора работа, двојазичноста во една држава може да се огледа и по одредени примери. Ако ги земеме примерите на Литванија, Естонија, Латвија, земји членки на Европската Унија, ние не сметаме дека тие даваат аргумент плюс за да имаме ние двојазичност на целата територија. И втората работа е специјалното јавно обвинителство, кое што изминатиот период гледаме колку е политизирано. Имавме еден договор, така наречен Пржински договор, каде што се утврди мандат, капацитет и надлежност на специјалното јавно обвинителство. Тоа ќе го испочитуваме, но немаме намера да влегуваме во друг политички инженеринг. Ахмети во неколку наврати изјави дека доколку не успеат преговорите за влада, излезот ќе бидат нови парламентарни избори. Рокот за формирање нова влада е 29 јануари.